Почитувани пријатели, членови во мојата група, уште оваа објава ќе споделам од тогашниот весник на фабриката Македонка и ќе завршам со тие пишувања у весникот што е било за мене, па ќе поминам на други работи да ги објавувам. Имено што се состоја на 21 и 22 октомври во Штип, во новоизградената спортска хала се одржа 32-то првенство на Југославија во борење слободен стил. Учествуваа 12 екипи со вкупно 120 учесници. Во категоријата за борачи до 82 килограма настапи и членот на нашиот колектив Санде Коцев, кој во голема конкуренција го освои второто место. Првото место го освои олимпиецот Киро Ристов. Во решавачката борба, уште во првата рунда, на Коцев му беше повредено коленото и ако ја напуштеше борбата, ќе се пласираше дури на 5-то место. Вториот учесник од нашиот колектив на ова првенство, Дура Карифов, поради повреда, уште во првото коло се повреди и се откажа од надпреварите. Тоа е тоа за тоа првенство што е било у таа нова сала, тога ја отворија. После тоа одиме цел месец, ја и Дурката на терапија кај доктор Чанев, он беше директор на болницата долу у Кежевица, не знам како викаа таа болница, и ни ставаа тоа едно како восок околу колената, околу нозите ни мота парафин цел месец одиме на терапија да ги залечиме повредите, беа многу тешки борбите, таму имаше многу голема конкуренција. Сеќавам се, јас првата борба се бореја со Абдула Мемети, олимпиец, дојде и алом го направи технички туш, го победи. Киро не знам со кој се бори и на крај дојдеме финале, ја и Киро. Повреда, не можу да откажам борбата, бори се со повредена нога, ама направија ногата лом. Тоа е се што имам да објавувам од пишаните од весникот на Македонка, што има објавувано за мене и за Дурката, и он работеше у Македонка. Работеме таму, беше на Балканец председател Лјупчо Кангалов, директор, генералниот директор. Ние сиромашна фамилија, немаме пари, јас тражеја работа, ни школа, ни ништо, нема што да јадеме дома. И на еден состанок тражи да бидам присутен таму у клубу и кажувам, викам така и така работа, јас сакам да работам, бидејќи немаме пари да екзистираме. Вардар, борачкиот клуб Вардар и Батко Боце Рангелов ме тражат да идам у Скопје да се борам за Вардар, ќе ми најдат убава работа, убава плата. И Кангалов Лупчо вика, како бе ти у Скопје ќе одиш? Па шо сме ние? Па викам, немам работа тука, немам работа. Утре вика да идеш у персонална служба, да идеш да се јавиш. А викам, шо ќе се јавам, немам ја никакви документи, немам работна книжка, немам ништо, немам извадено. Ки идеш у персонална служба, ќе кажеш директорот Кангалов ме испрати да ми дадете работа, дека има работно место таму. Јас со бајлето одам у Живиса, тука некој ќе го слушат од персонална служба, Марат Ангелова беа тога и Невенка Јорданова, Башлиска, она почина, и гледат се меѓу себе, викат, кој е вај, шо вај доваѓа работа да траже, а нема никаков документ, шо е вај индијанец упадна тука у персоналната служба. И гледат се меѓу себе, не знам дека звонија некаде, звонија на некој шеф изгледа и кажај, зајавил се со директор Кангалов, се зборувал и вика, најдете му работно место, ставија ме на портирница, референт за прием на странки, тие што доваѓаа странци, гости у Македонка, у кадрова, у правна, у комерцијала, у набава, за помок сите тамо, пасоше оставаа, ја и воде евиденција, разбираш.
i tamo pоработи и после оди на школа, заврши некоја школу, па се префрли у правна служба како референт. Тоа е историјата од ова последно видео и завршувам. Немам више, има пишувано многу ристокрсички за мене, али тогаш у тие години млади мислеја се што лета јаде се, не ги собира и сега нема. Ова не знам како случајно сум ги на дел собрал и сум ги зачувал. Поздрав и убава вечер да имате, драги мои фанови во групата и членови во мојата група. Пријатно.